Денес сум во посета на Дневниот центар за лица со посебни потреби во Делчево, каде што почнува со реализација нов проект Клуб за социјална инклузија Интегра, кој што во голема мера ќе го подобри квалитетот на живот на лицата со посебни потреби во Делчево преку развој, унапредување на нови алтернативни форми на социјални услуги. Пред стартот на инвестицијскиот дел од проектот, како граначалник сакам да се запознаам со условите со предвидените активности, но и евентуално со подршка која што би ја дала општината за да се имплементира овој проект кој што нуди нови форми на социјални услуги за рехабилитација, за професионална ориентација, за социјализација на возрастните лица со посебни потреби. Подржан е овој проект од Министерството за труд и социјална политика, а ќе го реализира Бравура кооператива, проектот кој што ќе се имплементира во наредните 18 месеци и е во висина финансиски дел од 2,3 милиони денари. Тој е базиран врз основа на приоритетите на акцијскиот план за социјална заштита на општина Делчево. Реализацијата на овој проект докажува дека и во време на пандемија со сериозни економски последици општина Делчево заедно со невладиниот сектор води сметка за сите своји граѓани и ставајќи акцент на најранливите категории. Така да, во ова прилика сакам да истакнам дека посветено интензивно работиме на подобрување на условите за престој на децата во детските градинки, продолжуваат инвестициите за изградба, реновирање, реконструкција на детски градинки. Во Делчево имаме реконструкција на простории во село Разловци, кој што проект очекувам да заврши во скоро време. Тоа ќе биде простории за детска градинка во село Разловци, а исто така проектираме и нова детска градинка со капацитет од 160 деца во населба Расадник во Делчево. Колку значењето за овој проект за самата установа? За самата установа овој проект значи многу, бидејќи ние на тој начин правиме една унапредување, воедно и трансформација на услугите, поточно проширување на услугите на самиот дневен центар, бидејќи со него ние ќе внесеме 12 лица со посебни потреби, без разлика на степен и вид на попреченост, кои што ќе развиваат работни вештини, работно-окупационна терапија, која исто така може во иднина да им послужи за нивно работно интегрирање во работни организации. Ова ќе биде и можеби и почеток и налик на едно социјално предприемништво и нешто новина за прв пат, која ќе се имплементира во самите дневни центри, а значително е за нас дека таа новина почнува токму од овде, од Делчево. Ќе се фазите на имплементација на проектот е подготвителна фаза или воспоставување на услуга, што значи дека во овој период ќе бидат опремени комплетно просториите со набавена машини и опремни, како што се како поспецифични ќе работиме со изработка на восични, ароматизирани свеќи, исто ќе воведеме техниката на грнчарски производи, вртниково колце и останатите други со еколошка хартија, сито печат и така натаму. Во вториот дел од проектот, тоа е период од една година, ќе бидат внесени самите корисници, ќе бидат тренирани, а во таа фаза ќе ги обслужува стручен персонал од 5 лица. Јас сум пресреќен и нашите очекувања кон овој проект се многу големи и тоа е само еден нов почеток на нови трансформации и нови унапредувања на сите можни услуги, бидејќи самиот проект се заснова на една добра, синхронизирана, координирана активност помеѓу општина Делчево, невладиниот сектор, како и Центарот за социјална работа, пред нас сепак постојат уште многу предизвици. Еден од очекуваните проекти кои што можеби ќе го реализираме до крајот на јуни е пристапноста во Делчево, да обезбедиме пристапни надминување на архитектонските бариери во централното градско подрачје. Се надеваме дека овој проект ќе биде за оваа година супер и реализиран, но она што е за мене многу поважно е што општина Делчево пристапува кон решавање на тие проблеми, туку конкретни проблеми во социјалната сфера, а не очекува да тие бидат сервирани од некое повисоко ниво или од државно ниво. Тоа е многу добар чекор и во таа насока сакам да кажам дека и Комисијата за труд и социјала, која што е во рамките на Советот на општина Делчево, мора да биде малку проактивна и да пристапува и да иницира различни нови идеи кои што се во насока на социјално ранливите категории или маргинализираните групи.